Тоа е едно зашто цитирате нерелевантни медиуми. Второ, Таймс пишуваше дека се размислува и има потенцијална можност за разговори со Македонија. Не дека е постигнат некаков договор и британската влада нема никаква потврда ниту за Таймс, ниту за некој друг медиум дека такво нешто е договорено или се договара со Македонија. Меѓутоа нема ни демант. Немаат експлицитен демант. И на крајот на краиштата. Ајде да бидеме ние сериозна држава и како што предложивме, ајде да потпишеме заеднички декларацијата сите пратеници во собранието, која што ја прикажавме во јавноста, ја објаснивме, во која што експлицитно ќе ги тргнеме сите сомнежи на страна. Ајде ние да си ја земеме работата во свој раце. Ајде ние да не дозволиме да се носат мигранти кои што може да загрозат безбедноста и финансиската состојба на земја. Не може премиерот да спинува и да кажува нема да има илегални мигранти. Има ли легално донесени? Не може да спинува и да кажува дека нема да има кампови. Може ли да бидат сместени во специјални социјални станови за нив? Може ли да бидат сместени во некакви објекти кои што ќе се направат во слободните економски зони? Сето тоа е можно. Па да, ама не е потврдено, тоа сакам да кажам. Значи, е во форма на прашање. Добро. Мислам дека темата предизвикува силни чувства, господине Филипче, кај јавноста. Вие знаете дека тоа е чувствителна тема и можеби изгледа делумно и како злоупотреба за политички цели кога работиме, кога зборувате на сензитивна тема за јавноста, за која нема докази во моментов дека такво сценарио постои. За да се осигураме дека е така, нашата предлога резолуција.